Жена тврди дека била киднапирана од ванземјани 52 пати. Вели дека трагите на нејзиното тело тоа го докажуваат. Жена по име Пола Смит рекла дека 52 пати е киднапирана од НЛО. Еве како гласи нејзината изјава. Непотребно е да се каже дека ванземјаните отсекогаш биле извор на многу интриги и љубопитност за луѓето. Интернетот е полн со теории на заговор на тема НЛО, постоење на ванземјани, па дури и киднапирање од ванземјани. Во едно такво бизарно тврдење на една 50 годишна британка изјавила дека била киднапирана од ванземјани повеќе од 52 пати во животот. Пола Смит рекла дека нејзиното прво ванземско искуство се случило кога имала 6 години и оттогаш била киднапирана повеќе од 50 пати. Жената е баба на 2 деца, откри дека ванземјаните ја однеле со НЛО и ги покажале сите видови на нови технологии, вклучително и уреди со екран на допир уште пред да бидат измислени на нашата планета. Ги видов уредите со екран на допир пред да излезат. Бев на занает и ванземјаните ми покажаа технологија што ја немавме. Ми покажаа слайд-шоа од недопрена гледка која имаше прекрасна река која потоа стана црна. Синото небо стана крваво црвено и набрзо сватив дека тоа е филм за уништување на земјата преку човечката алчност, рече таа. За луѓето кои не сакаат да ја веруваат, Пола сподели фотографии од модринги кои според неа ванземјаните ги оставиле на нејзиното тело откако ја киднапирале. Пола тврди дека модрингите ги оставиле ванземјаните. Пола изјави за Daily Mail: имав 52 паранормални инциденти, дури и јас не можам да верувам во приказните на моменти, па не ме чуди кога другите не ми веруваат ниту на мене, ниту на темата. Нема доследност со искуства, но многу малку пати можам да почувствувам дека нешто ќе се случи, но не знам што да очекувам. Тоа едноставно се случува. Нема предупредување и не чувствувам дека нешто ќе се случи. Тоа едноставно се случува. Се што можам да направам е да продолжам како нормално, во спротивно ќе полудам. Нацртала и слика на ванземјанин во сребрена боја за да покаже како изгледаат. Што се однесува до тоа зошто не зборуваше претходно, Пола рече дека молчала за средбите со ванземјани во поголем дел од нејзиниот живот, бидејќи верувала дека луѓето би помислиле дека е луда. Во 2015 година Нијара Терела Исли, поранешна вработена во воздухопловните сили на САД, исто така тврдеше дека била киднапирана од ванземјани рептили и силувана многу пати на месечината. Пред неколку месеци поранешниот шеф на израелската вселенска безбедност, Хаим Ешет, тврдеше дека ванземјаните се вистински и дека Доналд Трамп знае за нив. Ешет, која предводеше израелската вселенска безбедносна програма речиси 30 години, дополнително додаде дека ванземјаните тајно се во контакт со Америка и Израел, но сепак тие го молчат своето постоење, бидејќи човештвото не е подготвено.